Настан, кој што, како што можете да забележите, представува символична погребна поворка за белите дробови. Тоа значи за белите дробови на сите граѓани на Македонија кои што се екстремно загрозени од аерозагадувањето. Како е загадувањето во земјата? Од што најмногу, значи, кои се најголемите загадувачи? Се слушаат ли апелите на невладините? Допираат ли до некој? До некаде да, се слушаат. Најголеми загадувачи би било многу неблагодарно да обвиниме еден загадувач. Секако треба да се земат предвид индустриските капацитети, термоелектраните, сообраќајот, градежништвото, палењето на несоодветни материјали за горење, како што се автомобилски гуми, пластика и слично. Сите тие придонесуваат многу во испуштањето на прашина помала од 10 микрометри, која што практично е најголемиот загадувач на нашите бели дробови, бидејќи има капацитет да навлезе внатре во белите дробови и да остане таму. Со што се предизвикуваат серија на заболувања од релативно бенигни до малигни. Други последици некои од екстремното загадување, кој град е најзагаден? Во моментов не би можела да ви кажам кој град е најзагаден. Податоците за загадувањето се достапни на интернет страницата на Министерството за животна средина, меѓутоа за жал има само 17 мерни станици за 82 општини во Македонија, од кои што не сите ги мерат сите загадувачи, особено не прашината помала од 2,5 микрометри, која што е најсериозниот причинител на малигни заболувања. Практично не знаеме какво е загадувањето, реално до некаде знаеме, значи податоци за емисии се собираат, меѓутоа не секогаш се достапни на сите. Значи во ограничена мера се достапни, меѓутоа за жал не целосно. Постојат некои конкретни мерки кои што сака да ги предложите до надлежните институции? Накратко речено, секако треба да се спроведат усогласувањата со оперативен план на поголемите индустријски капацитети, кои што за некои од капацитетите беа продолжени многу, например за Регбитола до 2017 година е продолжен рокот. Секако треба да се подобри состојбата во сообраќајот со ограничување на користење на возилата со пониски стандарди. Во моментов ние имаме стандарди Евро 2, Евро 3 на улиците, за разлика од Европа која што веќе Евро 5 е задолжителен. Така што со подобрувањето на состојбата во сообраќајот и тоа ќе треба да се земе предвид, значи подобрувањето на стандардот на возилата и апсолутно градежништвото треба да се зајакнат стандардите за испуштање на прашина од градилиштата, бидејќи во моментов од градилиштата, особено во летниот период, има екстремно загадување со прашина.